како да се справите со негативни мисли и негативни емоции. Сум зборувал многу на оваа тема. Значи многу имам. Имам YouTube канал, Др. Зарко Костик е каналот. Може да гледате многу емисии на темава. Така да ајде да направам да бидам некако пооригинален на оваа тема, да кажам нешто кое што можеби не сум го зборувал, имам поента што сакам да ја кажам, така да ќе зборувам денеска од тој аспект, од аспект на тоа како да немаме толку негативни мисли и емоции, ама ајде да навлезам во основната идеја е дека имаме ум кој што снима слики, нели, и тој ум кој што снима слики фактички има и убави мемории, има и негативни мемории, затоа што кога ќе ви речам помислете на нешто, гледате самата мисла е слика. Еве едноставен пример, помислете на вчерашниот ден, пуп, ќе ти дое слика, помисли на шефот на работа, или не знам, шефицата на работа, помисли на сопругата, помисли на бабата и пуп, ќе ти дое слика. Гледате, мислите се слики и тие слики фактички ние како душа ги вадиме. Имаме слики врз кои што ние имаме контрола, имаме слики врз кои што немаме контрола и сликите кои што во нив има болка и има траума, даден тип на трауми, од типот на болки, физички, психички болки кои човекот ќе се повреди, кој ќе се изгори, така натаму, се снимат во тој реактивен ум, а болните емоции, што се исто така психичка болка, акутни загуби или закана за загуба, тие се снимат исто така во реактивниот ум, но се од моменти на некој тип на психички болки. Сега, тие ние не ги контролираме. Не ги контролираме во целост, поради тоа што гледате, ќе ве речам, посетете се на вчера што сте правеле, ќе ви дое слика, ќе ви отиде слика, готово, вие сте се со вниманието на мене. Но дали некојаш ви се случило да видите тажни со денови, да бидете нервозни со денови, да се љутите на некого со денови? Има луѓе што по 3 месеци држат љутина, по 4 месеци држат љутина. Едноставно умот, тој подсвесен ум, он ги надвасува нив со емоции, со дадени типови на негативни мисли и така натаму, и она што се случува е човекот нема контрола врз тоа, нема контрола врз тие фактички негативни мисли и негативни емоции. Сега, има техника како се избришат тие трауми и тоа е тоа кое што затоа има една книга се вика Самоанализа од филозофот Хабард, каде што има вежби како да ги намалите нивните влијанија врз вас, значи има техники и вежби како се намали влијанието на тие негативни мисли и емоции, тие може да ги работите вежби сами. И таа е преубава книга, затоа што ќе ве крене по скалата на емоција на многу високо ниво. Но денеска за кое што сакам да зборувам, за кое што мислам дека малкумина од вас може да го добијат како концепт. Ајде да кажеме зашто луѓето имаат негативни мисли и емоции. Колку од вас можеби имате негативни мисли и негативни емоции на тема вашето тело? Колку од вас се загрижени, например, за здравјето на вашето тело? Нормално, многу предпоставувам, така, но зборувам загрижени или имате негативни мисли на тема вашето тело. Се сакам да ви објаснам даден концепт кој што не сум го зборел порано, затоа што сакам да бидам оригинален, пак ќе кажам, сум зборел за оваа тема многу, ама како да бидам оригинален после многу лајвови и мене нешто мора да ми текне, па за да ви дадам некој контекст и концепт на новост. Ајде да речеме, имате луѓе кои што се загрижени за нивното тело. Кога човек е загрижен за неговото тело, зашто имате такви луѓе, сигурен сум и на лајвов, има луѓе кои што се загрижени за нивното тело, ама загрижени се во прекумерна смисла за нивното тело. Кога човек има тело кое што го штити, ако ќе видите луѓе кои што се загрижени за нивното тело, обично не се премногу физички активни. Иако знам дека има луѓе кои што се и физички активни, па се прекумерно загрижени за нивното тело, но имам поента. Сега, што сакам да кажам на овој лајв? Секогаш кога нешто сакате да заштитите, секогаш кога нешто сакате да спречите да не му се деси, тогаш се јавува даден тип на загриженост. Секако таа загриженост се јавува поради тоа што нештото ни значи и нештото ни е битно и нештото ни е важно. И затоа човекот сака да го заштити неговото тело. Но имам една поента, сега и сакам да ви ја представам за да ја видите, затоа што имам каде одам со овој лајф. Дали сте виделе, например, некој мастер на джудо, или мастер на карате, или некој кој што е каскадер на филм, да има преголемо внимание на неговото тело? Ко размислиш, тие луѓе кои што го користат телото,
како инструмент, тие немаат премногу внимание, немаат страв и немаат загриженост за нивното тело. Што е интересно да се размисли. Затоа што даден човек кој што е стручњак во врска со неговото тело, како што е каратиста, како што е джудиста, како што е некој кој што е мастер на некои боречки вештини, каскадер, кој да е човек кој што го користи телото и кој што го става во благ ризик. Сега сакам да ви кажам една работа, ова што го викаат американците дисклеймер или изјава за ослободување од одговорност, со смисол на следното сакам да го кажам. Ова сега што ќе го кажам е во врска со тоа дека човекот кога го става телото во даден тип на ризик, телото се чувства подобро, но тоа не значи дека треба да го ставите телото во глуп ризик. Сите вие што имате физички состојби на вашето тело, треба да се консултирате со вашиот доктор. Ако има некоја која што е, не знам, трудница, треба да се консултира со гинекологот. Ако имате некој кој што имате дадени физички состојби. Значи, и секако треба да бидеме разумни за ова што ќе го кажам. Ти не можеш да го правиш со тоа, со твоето тело, некој каскадер кој што го има извежбано телото и да го прави нештото до тој степен. Но поентата ми е друга. Ако цело време се заштитуваш, ајде да кажеме, не мора да биде телото. Имате луѓе кои што се загрижени за нивното здравје и за нивното тело постојано. Биди извежбај го телото, иди малку у теретана, иди истрчај го телото, качи се на некои врвови планински. Иди со телото прави работи кои што се нормално ризични, така да кажам, нормално ризични. Да не сте цело време дома, да не си цело време во простор каде што телото мора да го заштитуваш, затоа што цело време ако ти го заштитуваш телото, ти секако ќе развиеш негативни мисли поврзани со твоето тело. Повторно да се вратам, пред една минута го спомнав ова, не у глупи ризици, у ризици во согласно со вашиот доктор, во ризици во согласно со вашиот здрав разум и така натаму, не глупости да прави човекот со неговото тело, него да го вежба, да го користи, да го едноставно, затоа што телото сака да биде вежбано, сака да биде користено, сака да биде активно телото. Ајде да кажеме друг пример. Човек кој што е срамежлив и човек кој што е исплашен за неговиот идентитет или за неговиот имидж. Зар не станува збор за иста работа? Имате некој човек кој што е загрижен за неговиот имидж и он се го тераш да збори пред 100 луѓе предавање да направи. Се гледате, ако тој човек пред 100 луѓе сака да излезе и му е гајле дал ќе се избламира и дал имиджов негов ќе треба да го штити или не, тој човек има помалку внимание на него, што луѓето мислат за него, дал некој ќе го критикува, дал некој ќе го озборува, дал некој ќе му се смее. Ама сега, кога луѓето имаат негативни емоции врз база на, ајде да кажем, имате околина, која што он мисли дека ќе го испејуваат, околина која што тој мисли дека, не знам, неговиот углед ќе се наруши во однос на околината. И сега гледате, пак имаме заштита на неговиот имидж. Ајде да идеме на друга тема, љубомора. Љубомора. Сте видели љубоморен човек? Он ќе се ја заштитува, жена му ќе се ја заштитува, не знам. Љубоморен е. Не само жена, тој може другар да заштитува, у смисол, не он ќе излезе со другарот, другите нема да излезат со другарот, само он ќе го има и он ќе го заштитува неговиот другар, му дошол другар од Америка, на никој не им кажало другариве од средно дека у суштина, не знам, дека е доен другаров и он сака да го заштити. И сега целата идеја е, поентата ми е дека кога почнуваш цело време нешто да заштитуваш, ти веш идеш со став дека има некоја опасност во твојата околина. И сега не зборам за реални опасности, каде што стварно има некои реални опасности. Мораме да разграничиме поради тоа што стварно има некоја реална опасност некојаш, но секогаш кога се обидуваш нештото да го заштитиш, секогаш кога се обидуваш нештото да ти е, да не биде нападнато, да не биде повредено и така натаму, имаш проблем. Затоа што го заштитуваш нештото. Ајде да кажеме, пример да ви дадам. Гледайте, например, кој има проблем дете некое? Замислете, имате некое дете, 5, 6, 7 години, скршило нога, скршило рака. Може би сте биле ви у таа ситуација, јас сум бил во таа ситуација и сум исчешил колено и сум кршил рака и така натаму. Но, кога сме играле баскет, кога сум имал 10, 11, 12 години и така натаму, на детето што скршило рака,
Вие мислите дека детето има проблем со тоа што скршило рака? Скршило нога. Мислите дека има проблем со тоа што скршило нога? Не. Кој има проблем дека детето скршило нога или детето скршило рака? Кој има најмногу проблем на таа тема? Кој има најмногу проблем на таа тема? Ќе ви кажам кој има најмногу проблем на таа тема. Бабата и дедото кои што цело време го спречувале да не настине сине, пази да не паднеш, пази да не се разболиш, пази да не скршиш нога, тој затоа што баба му 100 пати му кажала дека ќе скрши нога, можеби за тоа скршил, се шалам. Ама тој човек што цело време се грижал детето да не се повреди, детето да не се разболи, детето, тој има најмногу проблем со тоа што детето се скршило нога или скршило рак. Детето нема проблем со тоа дал скршило нога, дал скршило рак. Детето не ни мисли, он е дај чека лонгетава гипсо да ја тргне, а и со неја излага тропка баскет и си шутира со баскетче затоа што детето нема проблем. Зашто? Па поради тоа што не го заштитува детето. Не го заштитува телото. Он го става телото во контакт со животот. Он го става телото во контакт со универзумот. Сега вие, ако не се ставите себе си како душа, како битие, како ум, во контакт со универзумот, во контакт со проблемите, во контакт со целите и во контакт со животот, да ги напаѓате активно, ќе имате стравови, негативни мисли, негативни емоции. Едноставно. Затоа што човек кој што напаѓа, он има даден тип на стравови затоа што не ја освоил областа надвор од комфорт зоната. Ама нема глупи стравови како тој што е згрчен у комфорт зоната, зашто тој што е у комфорт зоната, тој цело време гледа нешто да штити, угледот, не знам, да не изгуби нешто, да не животот му одземе нешто, да не повреди тело, да не се разболи, да не нешто, да не некој каже нешто за него, да не сгреши. Да не сгрешам. Гледате, и тоа е заштита, да не сгрешам. Па зар не е тоа заштита? И се гледате, кога имате цело време човек кој што цело време е во ситуација каде што животот него го напаѓа, он има тенденција да се брани. Ама, кога ние го напаѓаме животот преку цели, со енергија, со дадени креации, затоа што на тој начин, гледаш, кога имаш ти цел, имаш креација, отвараш проблеми. На тој начин ти развиваш храброст, развиваш самодоверба, развиваш цврстина, развиваш снага, развиваш сила. И сето тоа ти помага да имаш помалку негативни мисли и емоции. Затоа што цело време кога си ти у мала зона, цело време кога си дома, цело време кога си, не знам, исти ритам, не менјаш, не шириш простор, не можеш да имаш, ти не можеш да имаш толку многу позитивни мисли ако си цело време во мал простор. Затоа што цело време ако си ти во тој мал простор секогаш прави страх. Голем простор не прави страх. Голем простор прави позитивни мисли, прави позитивни емоции и со самото тоа што имаме голем простор, а како го правиме тој голем простор, излагаме надвор од комфорт зоната, ето со самото тоа што излагаме надвор од комфорт зоната, го менуваме ставот. Поради тоа што ставот и просторот се едно те исто. Например, ке мене на консултација, кога ќе дојде некој дете, млад дечко, и кој што го има у просторот, јас знам дека тој има став добар. Може би има за нешто многу арогантен став, погрешен, ама боле и таков, отколку некој момче кога ќе дојде стуткано, згужвано, нема храброст да се додвори на ниједна девојка, нема храброст да направи муабет, затоа што и самата комуникација е храброст, затоа што ќе се изглупираш. Ја ви кажував, кога живе во Соединетите држави, 3-та и 4-та година уче во Америка, игра в кошарка таму, ама не го знаев многу добро англискиот јазик. И ми се смеа дадени деца затоа што не го говорев добро англискиот јазик. И има проблем, развив проблем. Но имаше еден професор кој што многу ме ослободи. Затоа што виде професоров дека имате деца кои што ми се смеа, затоа што не го владеам англискиот јазик како што треба, и им рече на нив, вика, не му се смејте на Жарко затоа што греши во англискиот јазик, затоа што тоа само значи дека знае уште еден јазик перфектно. И им рече, вие на кој јазик грешите? И они заќута, поради тоа што сватија дека не знаат ни еден друг јазик добро сем англискиот. И ја реков, yes, тоа е тоа. И она што го направив, почнав да не се секирам за мојот имидж, туку почнав да грешам. Друго нешто кое што беше интересно и соодветно на ова што ви го зборувам сега, е следново нешто.
Кога отидов таму, ја отидов со имидж од Македонија. Отидов трета година, тук идев во работничка кошарка, бев диџокеј во 20 кец, имаш еден кафич 20 кец во чаршија порано. И едноставно бев популарен дечко. И отидов со некој умислен став. Дека сум некој нешто. Дека сум у наводници фраер. Сега, во Америка ја се чешлав, имав гел, таму никој не ставаше гел. Имав чорапи кои што беа мечинг со мојот каиш, таму носеа бели чорапи со Birkenstocks патики, односно сандали, и ке едноставно кидеа само со чорапи, оние за спорт, белите спортски чорапи, и со фармерки, и со една маичка, нема каиш. И се ја доаѓам таму, овие ме гледат и ми се смеат сите. Се викам, што е работа, се ти си у Скопје фраер, а во Америка не си. И ми се скрши тој имидж на фраерлукот, ама гледате, мојот проблем претходно беше дека ја морав да го штитам имиджот на фраерлукот и сватив дека е многу тешко да го штитиш имиджот на фраерлукот затоа што бара од тебе многу работа. И кога отиде тоа стакло на имиджот, немав што да штитам, бев у суштина разголен како душа, но сватив една работа. Колку ми тежело у суштина да го одржувам тој имидж каде што сум морал јас да бидам фраер. Тежок е животот фраерски, затоа што одржуваш идеи, имаш идеи да не ти падне имиджот, да не ти се смее некој, да не ова, да не она, и на крај, кога тебе ти станува гајле уствари за сето тоа. Сваќаш дека е еден тип на его, лажна самодоверба, и кога го снема тоа, кога не морав да го заштитувам тој имидж, почнав да го напаѓам животот, преку убави релации, убави комуникации, и дојдов на свет ја. Дојдов на свет човек кој што немаше потреба да не греши, немаше потреба све да знае, немаше потреба секојаш добро да изгледа, немаше потреба да остава секојаш перфектен впечаток, при тоа што тоа е тешко. И кога човекот го има сето тоа, имајте на ум дека во позадина на сето тоа е штитење на имиджот. Ајде да се вратам на луѓе кои што премногу внимание ставаат на телото, дали ова го зачешало, дали она му е тука мускулов го боли, што му е едно, друго, трето, се ова цело време на доктори, тој има за цел да го заштити телото. И кога цело време имаш нешто што го заштитуваш, ја заштитуваш врската, ја заштитуваш девојката, некој дечко да не се пушти у кафич, па некој да не напише на Инстаграм, луѓе, проблем, затоа што цело време кога ти се обидуваш да заштитуваш, не напаѓаш, тогаш никогаш не излагаш надвор од комфорт зоната и цело време животот е причина, а ти си ефект, ти не си причинител врз животот. Да ги вратиме децава. Детево скршило нога на 8, 9, 10, 13 години, 15 години, нема проблем што скршил нога на него, немој, стварно нема никаков проблем. Проблем му е на таткото, и проблем му е на бабата, и проблем е на мајката, и тој што е на најзагреженото има најмногу проблем, затоа што они се бранат од животот и влагаат у една комфорт зона на ненапаѓање на животот. Сега малку ќе цртам на таблава, не знам колку се гледа, а вајде ја гледаме таблава, а? Се надевам дека да. Океј, гледате, ајде да речеме да е комфорт зоната. Комфорт зоната е комфорт зона, но комфорт зоната е интересна зона, каде што почнуваш да губиш во животот. Фактички ти почнуваш да губиш, ама не сваќаш дека губиш, затоа што комфорт зоната ти зима данок. Ти зима данок на што? Ти зима данок на неправење и не креирање и не делување. Сега гледате, во овој универзум ништо не останува исто. Во овој универзум работите или идат нагоре, или идат надоле. Само да го погодам фломастерот, да. Значи, или креираш нагоре, или го напаѓаш универзумот, или он те напаѓа тебе. Но гледате, кога имаш човек кој што е у комфорт зона и кој што ништо не прави, он набрзо ќе дојде до оваа зона која што ја викам бара на жабокречината, каде што се џаболебарите, каде што ќе имате луѓе кои што се по цел ден у кафич со тоа пластичното лажиче и цак се професионални гризачи на пластично лажиче кои што ќе осмалат волку, зашто цел ден се на кафе, ништо не прават, празни муабети, место да се додворуваат на девојчиња и така натаму, они седнале или да учат, или да спорт да прават, или да идат у теретан, он седнале по цел ден ништо не прават, млади луѓе 20 години. И се они доаѓаат тука со негативните податоци. Кои се негативните податоци? Тоа се негативните мисли. Тоа се демотивирачки мисли.
не може, не го бива, не е добар и така натаму. Затоа што од комфорт зоната ти многу брзо доаѓаш у барата, поради тоа што комфорт зоната те спушта надоле, затоа што животот е една река која што он те носи по инерција надоле. Ти ако сакаш да станеш шампион и ако сакаш да бидеш многу попозитивен, ти мора да пливаш контра течението на реката која што сама по себе те носи во насока на барата. Но што се случува кога излезеш надвор од комфорт зоната? Се ова е интересно. Тука пак се јавуваат негативни емоции. Зошто се јавуваат негативни емоции тука? Се јавуваат негативни емоции таму од една причина, а тоа е, се надам дека вака подобро ќе ме слушате, барем тие што сте на Facebook и Instagram. Се слушаме ли Instagram, вајда? Океј, затоа што кога излезеш надвор од комфорт зоната, ти тука не знаеш. Гледайте, кога човекот ќе излезе надвор од комфорт зоната, он се бламира. И тоа е супер. Затоа што го крши имиджот кој што оваа комфорт зона му го дава. Ја сега, што треба да направам? Сега треба да идам да се избламирам на српски, да предавам на англиски, да предавам на некој јазик каде што не сум најдобар. Затоа што на тој начин имиджот ќе го контролирам ја. Тука, ако останам, имиджот ме контролира мене. Гледате, затоа што не сакам да сгрешам, све треба да биде окей. Сега надвор од комфорт зоната, кога си ова не знам, ти фактички имаш еден тип на страв, имаш еден тип на негативни мисли, но тоа е добар страв, затоа што не е овој страв, затоа што тука пак имаш страв, ама тоа е стравот на ненапредувањето, затоа што дека имаш негативни мисли, затоа што има тој човек многу време. И кога имаш човек што има многу време, кој има многу слободно време, кој ништо не прави, он го развива тој страв на неправење. Надвор од комфорт зоната прво што се случува е не знам. И така човекот расте. Затоа што ако ги видите кои се едно од најтоксичните луѓе, све знам. Ти мене не можеш да ми помогнеш, ја све знам, добро. Сега, ако ти идеш во зона на не знам и после тоа ја претвориш во зона на знам, ти си пораснал. Сега, кога ти од не знам доаѓаш у знам, одиш малку погоре. Но после тоа, за да растеш, повторно треба да дојде зона на не знам. И така натаму. Но што е најважно што треба да го запамтиме? Сега малку и ќе станем, окей? Се гледате, овдека имаме позитивни податоци. Кои се позитивните податоци кои што ги имаме тука? Тука е мотивацијата, дечки. Тука се можам, знам, ме бива, супер е, добро е, затоа што гледате, тука, за да дојдеш, ти кога излезеш надвор од комфорт зоната, ти тука имаш малку цвикање, малку страв, малку некоја неубава ситуација, но тоа е поради тоа што тука стануваш јак. Сега гледате, секој човек кој што ќе се фати на нешто и го истера до крај, он ќе стане многу поспособен и со самото тоа што ќе развие способност, он почнува да ги контролира негативните мисли. Значи, што има тука? Тука има истрајност. И кога човекот поминува низ истрајност, да не се откажете, зашто што прават луѓето, ќе трнат надвор од комфорт зоната, ќе видат препреки, ќе видат малку тешкичко и се враќаат назад у комфорт зоната, но се враќаат со разочарување поради тоа што не пробиле понатаму. Истрајноста во било која сфера, во било што, ќе ви направи да имате способност. Со други зборови, ќе бидете компетентни. И сега, кога човекот е компетентен и способен во нешто, он нема негативни мисли. Зошто? Поради тоа што способноста и компетентноста ве тера да најдете решенија. Затоа што е стручњак, што е професионалец, некој кој што ќе ти најде решенија, од што му доаѓа тоа? Од знаење кој што го создал преку прво имање незнаење, па знам, па не знам, па знам и така натаму. Но за да човекот расте, он мора секојаш да биде во таа скромност, но е еден тип на голема самодоверба, тоа е дека не знам све. Сега, што зборувавме? Овдека имаме мрза. Што е мрза? Мрзата ти е, ја зимаш лесната емоција. Имаш лесна емоција на мрзеливост и сега таа мрзеливост ти е лесна емоција. Ај, ке одспием уште малку, ај не морам да идам од сабајле на тренинг, ај не морам да идам у теретана, ај да закаснам на работа, не е проблем, тоа е мрза. Што е мрза? Зимаш лесна емоција и се препушташ на лесната емоција, а не го слушаш разумот. А што е дисциплина? Дисциплина е спротивно. Дисциплина е го слушам разумот,
наспроти тешката емоција. Не ми се иде у теретана, ќе идам у теретана, затоа што разумот ми вика треба да идам у теретана, убаво е да идам на тренинг, треба да станам порано, треба да станам да учам или треба да останам до покасно да учам. Тоа е разумот. Емоцијата ти вика не, легни си, отспи уште малку. Ти не ја слушаш таа емоција. Сега кога ти му се препушташ на разумот и ја занемаруваш негативната емоција и идеш контра негативната емоција, тогаш ти си во дисциплина и она што е многу важно, градиш јачина. Јачината на карактерот се вика етика. Кажуваш не на многу работи. Сум го имал овој цитат. Секоја година има како Оскар за најдобри спортисти. И на таа забава, ајде така да ја речеме, Новак Џоковиќ, не знам, Карлос Алкарас, не знам, спортисти, шампиони, едно, друго, трето. Ке ги видиш сите кои што се од светот на фудбалот, Роналдо. И си викам, глеј каква убава забава. Ама викам, глеј, на оваа забава доаѓаат луѓе кои што не биле на многу забави. Затоа што ако ти идеш на сите забави, тогаш никад нема да се појавиш на најважната забава, затоа што твојот карактер, твојата етика, внатрешна цврстина се сведува и на тоа да кажеш не, на тоа што не е дел од твојот пат. И кога ќе го кажеш тоа не, и кога ќе отидеш во таа тежина на дисциплината, ти уствари, она што го правиш, градиш јачина. Внатрешна јачина на карактерот. Кога ќе почнеш да ја градиш таа внатрешна јачина на карактерот, развиваш толку многу добри способности да негативните мисли ги снемува, затоа што викаат многу е јак човеков. Затоа што стравовите и негативните мисли се вгнездуваат кај луѓе кои што лесно се откажуваат, кои што имаат многу малку храброст, кои што сакаат да заштитуваат работи, кои што сакаат да заштитуваат имидж, тело, што и да е. Сега, целата идеја е да човекот излезе надвор од комфорт зоната, малку помине низ мачење, затоа што било која техника да ја земете и да станеш многу добар во неа. Ти треба неколку месеци, години. Човек кој што се посветил на некоја техника и станал мастер у било што, замислете некоја ментална техника. Вау! Па не можат негативните мисли да се зафркаваат со него. Пори тоа што прво он поминал низ таа јачина и изградил јачина која што прави негативните мисли да ги нема. Сега, кога човекот ќе помине низ дисциплина, он доаѓа до мотивација. Сега, што е мотивација? Мотивација е има и разум и позитивна емоција. Значи, у дисциплината имаше разум кој што го следиме, има негативна емоција која што ја занемаруваме и онда што се случува наредно е имаш разум и имаш позитивна емоција што е награда за дисциплина. Мотивацијата е награда за дисциплина и она што се случува, човекот доаѓа тука. Но гледате, кога човекот ќе дојде тука, он у суштина прави мемории од успех. И кога ќе направи мемории од успех, он фактички има факт. Факт има дека успеал. И сега, кога човекот има факт дека успеал, има позади него резултати, он има основа каде што ќе има самодоверба. Самодовербата гради сигурност, а сигурност и самодовербата ги тргаат негативните мисли. Да се разбереме. Секој човек ќе има даден број на негативни мисли или дадени негативни мисли на кои што може да работи на нив со многу други техники, ама неќам денеска да навлегувам во тие затоа што сум ги зборел. Идете на мојот YouTube канал, земете да гледате видео на тема негативни мисли, реактивен ум, што и да е, ќе видите таму зборувам за тоа. Но денеска сакам да ви дадам еден мал друг приод, друг концепт во врска со како да ги контролирате негативните мисли, а тоа е посветеност. Посветете се на нешто, бидете истрајни во нешто, земете ја дисциплината како ваш пријател. И она што ќе се случи, ќе дојде до внатрешна цврстина. Дури ова важи и за релации. Кој имаш некој човек кој што е посветен, кој што сака се бори за релацијата, кој што он може би има стравови негативни мисли, ама знаеш дека има мотивација. Елан, тој што цело време ќе се откажува, не викам дека треба да се борите за секоја релација, може има некоја релација што е токсична, за која што не треба да се борите, но сакам да кажам, може би има дадена ситуација кај што треба да се борите. Затоа што ти е важно. Сега ја имам цитат, ако не ти е веќе важно, станува тажно. Сега за да се бориш за нешто, мора да ти биде важно. А што е важно? Целта. Затоа што ако ти е важна целта, ќе имаш фокус. Ако имаш фокус, поише ги контролираш твоите мисли. Затоа што гледате, кога човекот доаѓа до таа внатрешна јачина, он уствари има контрола. А што значи контрола? Истрајност
до целта која што си ја назначил сам да ја постигне. И кога имате луѓе кои што си назначуваат цели кои што сами ќе ги постигнат, тие луѓе имаат внатрешна цврстина. И така се гради карактерот. И кога човекот ќе го изгради тој јак, цврст карактер, има многу поголема контрола врз негативните мисли, врз стресот, врз стравот и така натаму. И сега, стресот, да се вратиме, доаѓа од работи кои што сакаш да ги контролираш, а не можеш. Не контролирај све, затоа што човекот кој што сака да заштити, да спречи, он сака све да контролира и развива даден тип на стравови. Сега, ако човекот има компетентност, способност, он има и релаксација. Пример, имате некој човек кој што сака да вози автомобил, ама не знае. Тој има стрес. Ама ти ако знаеш како да возиш автомобил, имаш способност, ти имаш релаксација. Ако имаш релаксација, имаш поубава контрола врз мислите. Сега, за да доеш до релаксација, ти прво мора да доеш до компетентност и до способност. Ама не можеш да доеш до компетентност и способност ако претходно не се посветиш. И гледате, а за да се посветиш мора нештото да ти е свето, со други зборови да ти е важно. Затоа што ако не ти е ништо важно, не можеш да изградиш јак карактер. И не можеш у животот да имаш све. Замислете го животот како една река. И вие имате река и јачината на реката зависи од јачината на коритото. Ако коритото го трнеме, водата на реката ќе се разлие, водата губи моќ. Ама што е коритото во нашиот живот? Тоа е дисциплината. И кога имате способност да кажете не на овие глупости, не на овие глупости, не на глупиве журки, не на глупиве журки, не, ама идам кон главната журка на која што ја сакам да стигнам, журката на успехот, тогаш градиш цврстина. Тогаш градиш контрола врз собствените мисли, градиш контрола врз кои луѓе ќе се околу тебе, кои енергии ќе прифаќаш, кои енергии нема да прифаќаш. Ќе видиш дека нема да сакаш да се дружиш со премногу негативни луѓе кои што цело време се барата, каде што има еден куп жаби кои што гракат и само мрчат, затоа што е јачина, внатрешна причина, ти знаеш дека зависи до тебе. Сега, луѓе во кои што се овдека, кои што преку мрзата доаѓаат до барата, они цело време имаат изговори. Ама не можев затоа што не знам, не почнав со диета поради тоа што од понеделник, ама сега бевме на all inclusive хотел, па таму ли ќе почнам на диета, па сега не можам да почнам зашто роден ден беше намалиот, супер, изговори еден куп. Но како се вика изговор на англиски? Excuse. Excuse се состои како збор од два збора. Ex доаѓа од зборот external или надворешна. Cause зборот доаѓа од збор cause. External cause на англиски значи надворешна причина. Зашто закасни? Семафорите. Зашто закасни? Safe City, морам да возам пеец. Зашто закасни? Со жена се карав, бла бла бла, од забајле ме напне. Зашто закасни? Алармот се изгаси. Супер, све е надворешна причина и он ја губи внатрешната моќ. Гледате, кога почнуваш за твоите неуспеси, да окриваш цело време некои други работи, губиш контрола врз сопствениот живот, затоа што дека што зборувам за јачина, способност и искреност, станува збор за internal cause. Што е internal cause? До мене. Не може цело време луѓе на некој нешто не му еди, цело време животот му е катастрофа, за никаде му е, ама све други му се криви. Уствари за тоа он ја нема моќта. Зашто секој окривување на други, или го штитиме внатрешното его кое што сака да не спречи да видиме дека не сме управо, а тоа го прави егото. Егото сака да ве заштити од признание дека сте утни на работата, ама така само го билдате егото. И несигурност у суштина, при тоа што не развиваш способности. И човек кој ќе рече, чекај бе до мене, дај да видам ја кај утнувам работата. Тој човек нема его, и почна да гради вистинска самодоверба и контрола врз неговиот живот. Тоа што кога ќе видите луѓе кои што се пуни со его, цело време друг е крив, не он, неговото его сака да ја заштити неговата способност дека он е секојаш право. Он не гледа што е исправно, затоа што за да види дека нешто е исправно, он треба да свати дека и он се сгрешил. Затоа луѓе не ве разбираат. Зашто некош имате луѓе што не ве разбираат? Тој не може да те разбере затоа што за да те разбере треба да свати дека сгрешил. И затоа ти кога се цело време збориш за некој човек кој што цело време он право, ти се нервираш зашто тој не може да разбере, тој не може да разбере затоа што он ја штити својата идеја дека он мора да биде управо, затоа што он за да те разбере, он треба да свати дека е укриво. А тоа не може да го направи. Затоа што ќе му излезе целата срам, болка, кајање, трауми од минатото, тоа се е базирано на трауми од минатото и затоа не може да ме разбере. Затоа што треба да се побие себе си.
а он затоа што сака да го гради сопствениот имидж на он е управо, не може да оди контра себе, затоа што самокритичноста за него е луксус. Но секогаш ќе оди тој човек нема да има растење, затоа што за да има растење треба да има не знам и треба да има увид каде човекот сгрешил. И кога човекот ќе увиди каде е утна работата и каде греши, он ќе направи себе корекција и само тогаш доаѓа до контрола. Претходно не може да дојде до контрола. Ја губи контролата, затоа што секогаш сака да е управо, а никогаш нема да е исправен. Затоа што луѓе, за да животот оди во исправна насока, мораме некогаш и да не сме управо. Затоа што ако човекот цело време е управо, тогаш ја брани внатрешните битки сам со себе што ги има и е посветен на тоа дека он е управо, вие сте укриво и затоа нема растење и нема напредок и нема одење понатаму, поради тоа што не може да ја разбере другата страна, затоа што може да ја види само сопствената страна. Се човек за да расте и да биде јак, он мора да признае дека е утнал некаде работата. И се додека не преземеме одговорност на тој начин, за да видиме каде ја утнуваме ние работата и како можеме себе да се коригираме за да биде животот подобар за сите нас, затоа што животот не сме ние луѓе, животот се сите. И ако ти дојдеш со концепт на работа, јас сум, ама треба да ги гледам сите страни, ти имаш контрола. Ама ако дојдеш на работа со концепт ти си и сите други се криви, нема да имаш контрола. Кога бев помал, ја имав идеја дека само сум ја и ќе влезев у тоалет, ќе се истуширав, ќе потрошив целата топла вода на сестра ми, се карав со Ирена. Ама после кога ќе влезеш со концепт чекај ти си Ирена, ама и мајка ти, татко ти, другче размишljаш колку топла вода ќе потрошиш или колку треба бойлерот да го наполниш и така натаму, затоа што мислиш за повеќе страни. Тоа не е оптеретување, тоа е желба да си цел живот. А цел живот се и ти, и таткото, и мајката, и пријателите, и дечкото, и мушти, и жената, и сите работи, и комшијата, и дворовите, и куќите, и Скопје, и сите работи кои што се во Скопје и така натаму. Сега, за да одиме понатаму во животот, мораме да растеме како битија. И самото тоа подразбира не секогаш да сме управо и не секогаш да знаеме све и да побараме помош, за да можеме да излеземе надвор од комфорт зоната, за да бидеме подобра верзија од нас, затоа што подобрата верзија од тебе е таму. Ама тој човек кој што не може да излезе надвор од комфорт зона и човек што све знае, тој никош нема да стигне таму, поради тоа што треба да го заштити имиджот, треба да ги заштитува сите овие работи за кои што зборував денеска. Нападнете го животот, но преди се нападнете го егото, поради тоа што тоа е тоа кој што ќе ве одржи во комфорт зоната и на крај фактички ќе ве преплави со многу негативни мисли, негативни емоции, еден куп работи кои што ствари не треба човекот да ги заштитува и да ги брани. Затоа што ако го заштитуваш и браниш твоето его, никогаш нема да бидеш во контрола на целиот живот, кој што се состои од многу нешта за кои што и ти треба да се грижиш подеднакво како што се грижиш и за себе. Но поентата е, нападнете го животот преку цели, преку дисциплина, преку етика и морал, за да животот не ве нападне вам. Океј, имајте убав ден. Се гледаме у среда у Битола. Среда нема да имаме лайв затоа што сум у Битола, ама се гледаме во петок. Имајте убава вечер. Чао!